Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште една емисија Арена. Овој пат, кога ќе ви кажат, нека навистина ќе бидеме интересни, навистина го мислам тоа, бидејќи нема да зборуваме за фудбалот, нема за кошарката, нема за сите ние спортови кои што помалку или повеќе ви се познати на сите. Овој пат ќе зборуваме за нешто што и самиот мене ме привлекува да разговарам многу на оваа тема, бидејќи последниот разговор за овој спорт го имам водено со мојот вечерашен, со истиот овој вечерашен гостин, пред можеби 18 години. И не верувам дека некој во Македонија разговара на оваа тема, бидејќи се работи за спортови кои што се екстремно и тешки, и напорни, како физички, така и ментално. И оној што мисли да се занимава со нив, навистина треба да биде и во едниот и во другиот сегмент, навистина стварно подготвен за да реши да се занимава со нив. Ќе зборуваме за триатлонот, меѓутоа не само за триатлонот, ќе зборуваме за она што се нарекува Ironbat. Член на таа Ironbat асоциација е и мојот вечерашен гостин. Ајде да не должам многу, да бидеме навистина интересни, нели? Ќе го представам гостинот, тоа е Стојан Поповски, наш поранешен триатлонец и се уште, нели? Меѓутоа и член на Ironbat асоциација, единствен во Македонија, еден од ретките на Балканот, а уште поретки во Европа да се одредени подвизи. Се одредени подвизи и токму тоа ќе разговараме вечера, ќе видите дека стварно има што да чуете. Стојан, јас нема да ти пресирам, се знаеме многу одамна, очекувам така да се однесуваш и ти кон мене. Ајде прво да се представиш. Нема што да се представиш, те знаат тоа нешто, да следат тоа. Да видиме што е тоа со што ти се занимаваш. Со што се занимаваме. Првим да се заблагодарам после цели 20 години што повторно сме во едно ТВ дружење спортско. Благодарам за поканата. Накратко воведно за она што значи триатлон и она другата тема што ни е дел денеска, возење мотори на екстремни километражи и така наречени подвизи под капата на Ironbat асоциацијата. Се занимавам веќе 24 години, можам слободно да кажам професионално со триатлон, се уште сум активен, нормално дека тој број на трки како поминуваат годините се намалува. Меѓутоа како некако паралелно последниве 7-8, па би рекол 10 години интензивно се насочив и во возење на тие долги тури со мотор, ми помага, можам да кажам слободно, не само што ми помага, него и клучно во одредени критични моменти на тие две тркала и да биде клучен фактор за тоа како вие да се исконтролирате психофизички, да ги поминете одредените кризи кои што порано или покасно во тие сати, километри секако доаѓаат. Работев поврзано со триатлонот, работев и како тренер во неколку клубови, помагав, работев со млади таленти да колку што може да пренесете некои искуства, да не грешат онаму каде што сум грешел јас. Меѓутоа, целата таа проблематика во таа насока, едноставно ја пренасочив да биде поврзано со спорт, да биде тоа пренесување на искуство на луѓе кои што сакаат да бидат фит, да се бават со било кој спорт, а да бидат психофизички поспремни. И затоа се определив да работам фриленсерски како фитнес инструктор, како кондиционен тренер, и тоа веќе го правам 6 години интензивно, фриленсерски. Ти си по вокација професор по македонски? По германски, да, по германски, англиски. Германски јазик, меѓутоа претежно овој вториот. Вториот дел, вака, магистратурата ми е спортски менеджмент, точно работев и цели 7 години, 2 години бев дел од приватно средно образование, 4,5, скоро 5 години во државно, меѓутоа едноставно решив дека по природа сум човек што сака. Се врзеш на место. Да, сакав, работев уствари на 2-3, некој се случуваше да работам и по 4 работи, се за нели подобар, ајде да кажам, живот и така натаму, меѓутоа тоа беше не само што ве изморува, него и психички многу брзо се заситувате. Реков дека ќе ставам се на вага на кантар да видам што може да биде баш во некоја насока каде што може максимално 100% да се посветам. Ми требаше 3 до 4 години. Сепак и фамилија и така натаму, не е некогаш лесно само да пресечете, не е исто кога сте сам.
Меѓутоа успеав некако тоа да го изменаџирам и еве веќе трета година, да кажам, функционирам целосно само во фитнес индустрија, како кондиционен тренер и во ниту еден момент не се кажам што сум го направил тоа, дури сум требал можеби и порано, меѓутоа секогаш има одредени причини кои што не ви даваат да одлучите. Ето што еден доказ дека не секогаш мора да се занимаваме со нешто што ги имаме завршено. Точно, дефинитивно. Битно е човек да го работи за кој што мислам она што го сака и што го чини среќен во секој случај. Чести се примерите, значи струка, не велам не можеби утре секако ќе ви затреба и така натаму, таа секогаш ви е некој бекап, меѓутоа ете во мојот случај далеку од тоа дека е примарно. Ајде ние се вратиме на спортов и како да почнеме, ќе почнеме од ова што е најново, нели? Твојата љубов кон моторите и оние екстремни патеки, стази, реченски и така натаму. Како дојде до тој пресвет од триатлон да дојде се до... Триатлонот беше причината. Веќе трето-четврто прашање каде што јавно го одговарам, случајно дознав. Како дознав, барав трка за Ironman. Откако престанав со олимписки триатлони, се пренасочи во тие долги триатлони под капата на Challenge фамилијата и Ironman, познатите Ironman, односно триатлони на долги патеки. При куцање на тастатура ми се стисна наместо М, Б и по дефолт ми излезе БАТ. И првин се збунив затоа што викам, чекај сега, челичен задник, железен задник, нема представа воопшто па дека со мотори на крај памет. Отворив и видов, тоа беше 2017 година. Веќе до тој момент јас 7-8 години интензивно си возев мотори, ми беше на некој начин бегање од реалност, психичко опуштање. Притисоците од трки, од надпревари и така натаму ми беа баш преку возењето на мотор како издувен вентил. Видов што све покрива таа и што подразбира таа организација и не бев во момент веднаш да почнам со тие подвизи така натаму, бидејќи тоа бара одредена сериозна припрема. И прв пат почнав 2020, значи 3 години откако тоа се случи со таа грешка, ми остана некаде позади врежано во мал мозок и реков морам нешто барем да пробам да направам, меѓутоа веќе можам да кажам дека таа 2020 година откако го направив тој, нема мир, значи тоа ми влезе некако под кожа и еве се додека ме стужи здравје, мислам дека нема ни да застанам. Аплицираше се пријави сами или како? Не, тоа има посебна, тоа е глобална организација, седиштето главно е поставено темелите пред 50 на години во Соединетите Американски држави. Меѓутоа како интересот се зголемувал, така континентално има дисперзирани седишта кои што ги сертифицираат сите тие подвизи. Се што треба да направите за да влезете, не се аплицира, него се влегува со така наречен воведен подвиг, што подразбира да се поминат минимум 1000 милји, 1613 километри за по 24 часа. Сега, тука настануваат многу моменти како тоа се докажува, како тоа се сертифицира. Сите луѓе мислат дека е GPS, дека е навигација и така натаму. Да, сега во поново време ги има тие моменти, лайф трекинг и така натаму, меѓутоа клучни се секоја фискална сметка од дотур на гориво. Што значи тоа? Секоја сметка каде што вие застанувате на одредена пумпа, имате нормално дотур на гориво, одредена количина на гориво, каде што на сметката имате баркод, дата, час, минута и секунда. Таа сметка се приложува, се слика. Добро. Се слика до бордот на моторот со километражата која што е моментална на бордот од моторот. Тоа е еден дел од методот на докажување, каде што таа пумпа во Google Maps има своја координата. Врз основа на координатата во даденото време со саатот и километражата од бордот, со саатот, километражата, односно минутата и секундата со баркодот од фискалната сметка, они ве лоцираат во даден период каде сте биле во тој момент. Колку дотори на горива имате, секоја локација вас ви е во дадено време лоцирана врз основа на координати од Google Maps. Како вие ги поминувате километрите во одреден временски интервал, така луѓето што се задолжени за сертифицирање, кога ги давате тие посебни документации, кои што ги прилежувате, ги праќате по мејл на луѓето одговорни моментално ИБА Бенелукс, они тоа го разгледуваат, значи секоја точка, час, секунда, километар координата ги собираат километрите, пропратно може да добиете прашање колку ви е во однос на навигација и на GPS, бидејќи никогаш не е исто, секој борд на мотор краде километри, кој да е,
и они ги прават координати, а па GPS-от па не лоцира тунели. Значи кога ќе влезете во тунел, GPS-от е мртов. Така да има тука разлика на пример од 2400 км по време. Да, и они стално напоменуваат од моментот кога ќе видите километражата на бордот, ако е на пример 1600 км подвигот, 1613, направете минимум уште од 80 до 100 км. Да, за да бидеш сигурен. Сега каде многу луѓе грешат, меѓу кои јас, првите 2 пати ми беа пропаднати километри. Зошто? Затоа што до најистурените точки, така наречени U-turns на 180 степени, јас сум ставил гориво, на пример, не знам, сега ќе кажам на памет во Белград, а точка на вртење ми е Нови Сад. Јас сум си завртал во Нови Сад, немам никаков доказ дека сум стигнал, на пример, до Нови Сад. И тие они ги нарекуваат така наречени тактички дотури. Не мора да ставите гориво, доволно од пумпа да купите вода, сок, чоколадце, каде што ни вие ќе имате сметка дека во тој момент се бил таму. И мене всушност ми се рачуна предходниот дотур од 100-150 км. И назад 150 км, мене 2 пати по 300 км на тие точки. Викам, имам гориво, возам. Се до тој момент додека затоа има таму 25 точки што се како добро утро, добар ден да ги знаете, да ги практикувате. Една да погрешите, вас трудот ви пропаѓа во вода. Вториот пат, мислејќи дека GPS-от е клучен, ми се исклучи телефонот од прегреаност на батерија од сонце, на танк торба. Застанав не мислејќи дека треба да проложам со координати, со сметки и така натаму, тоа беше втора грешка и успеав дури од трета. Али кога се пробивате пионерски во нешто, не е лесно. Нема кој да ве насочи, нема од кого да... породилни болки. Да, баш породилни болки. Да, имав и нервози и така натаму, бидејќи нели мора да го испланирате кога е наредно, и сето тоа чини. Значи, ако добро те разбрав, не мора да известуваш ти кога дека тргнуваш, не мора да тргнуваш сам. Тргнуваш сам, во поново време известувам, затоа што веќе дојдов до одредено ниво каде што ме препознава, веќе нешто друго, дури има и лайф трекинг каде што се пратат и така натаму, особено кога правам оние екстремни подвизи каде што вие од 48 до 72 часа возите по 5, по 6, по 7.000 км без пиење. И тука веќе посебно функционирање, меѓутоа првите оние да ги наречам ајде пионерски пробивања, мене ми беа тантелови маки. И каде сега нема да кажем убавината е тоа што возиш, пушташ мозок. Често поставувано прашање. Да. Меѓутоа ме интересира што беше тоа што тебе те натера да ајде оваа грешка што си направил. Да продолжам понатаму, да. Да продолжиш понатаму, значи моторот ти е љубов и сето тоа. Еве да видиме да влеземе меѓу првите. Иначе ти си пети во Европа. Пети во Европа влегов со таа BBG 3. Ќе ни кажеш и каде го направи тоа, што го направи, кога го направи. Значи имаме нуба. Ќе направиме детална, да. Третиот пат кога успеа, каде беше тоа, дали се сеќаваш? Тоа беше 3 пати возев истата рута, затоа што ми беа проверени пумпите. Затоа што имав и моменти каде што тоа нормално го знаев и стално носам бека по 3 до 5 литри резерва бензин. Ми се случи да дојдам сигурен 100% убеден, и таа е точно кога сега се сеќавам, имаше Лукойл пумпа пред Хоргош, сега веќе ја нема. И доаѓам јас после 2 месеци третиот пат, викам ќе ставам на Лукойл, таа ќе ми биде како најистурена точка, доаѓам пумпата дислоцирана, не работи. Да, тоа беше дополнителен момент, па после веќе бев поткован, па всушност на граница, буквално на Хоргош, земав сметка од винетка, немав избор да купувам, тогаш беа оние 2 мол пумпи, ги поминав и викам да не ми пропаѓаат овие 505 км, ќе одам до крај, зема винетка, се вратив назад. Така што тоа го направив и реков, сега веќе кога сум малтене 100% сигурен, иако се чека официјален одговор, тоа трае некаде од 10 до 15 дена, викам нема да застанам сигурно тука, затоа што веројатно тој компетитивен дух што откако знам за себе од своја 6-та година преку спортот ме натера, знае веќе што све има во тие подвизи за сечи и вкус. И секогаш цел ми беа оние најекстремните, ми требаше 4 до 5 години. Не е само да вие да сакате да возите мотор и да сте спремен да возите мотор, бара навистина многу добро менаџирање и сето тоа кога сте сам, а немате некој посебен ветер во грб, навистина чини финансии. И причината што отидов до крај, еве сум стигнал овде каде што сум стигнал и сакам се уште додам понапред ќе кажеме што е главната конечна цел. Главен двигател ми бил веројатно таа жар во мене компетитивна која што произлегува од спортот. И ден денеска ме води
и некако затоа и напоменав преска ме насочи во овие возења тоа е возење на мотор на друг левел. Некој ќе каже па кое е уживањето да седнеш и цело време да си на газ? Па токму таа екстрема мене секогаш ми одреден предизвик. Тој момент што си на газ. Да, кога одам на уживање некаде, не знам, на една недела, на 10 дена, на 15 дена, да, одам и уживам. Меѓутоа кога ги работам овие подвизи на начин како што не постои друг начин ако вие немате во главата малце што велат малце надворот. Дека имаш цело во главата во секој точка, да стасаш, да ги изводиш тие 2000 километри, ти ги заклучам. Да. Цело време си сам на мотор. Како убиваш време? Сигурно немаш слушаш музика и така натаму. Има се во најновиве каци ги има нели тие Bluetooth и така натаму се слушаат некои. Јас секогаш сум оставен сам на себе, шумот, ветерот, кацига, одно што пробива од визирот и тоа е тоа. Некој каже зошто возиш сам, зошто не викнеш некој, за да викнеш некој треба целото тоа темпо на психофизичка мака да го издржи. Да. До сега сум имал муабет некој да дојде со мене и така натаму барем психолошки да ме олесни во одреден можеби критичен момент, меѓутоа све што имам до сега ете направено во таа организација со тие подвизи сум ги направил сам без никаква подкрепа во смисла психолошко олеснување за време на самото возење на подвигот. Знае да биде убитачно тешко, има страшни кризни моменти. И има и фатални обиди. Има и фатални обиди каде што јас секогаш го кажувам тоа многу полесно може да заспиете на мотор отколку на кола. Затоа што во кола секако исто монотонија, знае да има музика, ќе се поместите, седиште напред, назад и така натаму, тука што и да правите, едноставно мозокот се учи на тој шум на ветерот, доаѓате момент да спиете со отворени очи. И мора многу добро да се знаете себе. Ако не се знаете за себе, подобро не тргнувајте. И стално го кажам тоа кога ќе ме прашате, има неколку луѓе што веќе последниве година ден интензивно ми пишуваат како распознаваш кризен момент пред заспивање и така натаму. Викам секој што вози мотор баре малце подолго, првата криза можеш да ја поминеш и да се вратиш во нормала. Таа трае негде 2 до 3 часа. Не може да резултира со заспивање, треба не знам што да се деси. Втората криза е решава ми се случила и таа. Таа е веќе криза каде што вие осеќате дека рефлексите не ви се тоа. Фокусот е, функционирате како автомат. Значи сте, ајде да кажам, полубуден. На првиот нареден дотур на гориво правам подолга пауза, со поголеми освежување и така натаму. Клучна е храната, значи храна како храна избегнувам особено во ноќни сати. И третиот замор, така наречен immediate stop. Значи жолта лента, не бираш момент, застануваш, ако треба префрли мотор од страна до банкина, легни или само застани, само немој да возиш. Пошто прашање на време кога ќе... Добро, извини, ќе те прекинам, кажи ми, кога ги решаваш овие проблеми, во смисла и кога ги поминуваш овие 2000 километри, се многу повеќе беа, ти кажеш. Да. Меѓутоа, цело време треба да мораш да возиш? Па, релативно е. Има, тоа се вика менаџирање. Значи, вие генерално на 2000... Или имаш време за колку треба? Има. Значи, како менаџирам јас и како сум сватил дека тоа е некоја најнебезболна варијанта, тешка е, ама е најнебезболна, односно најмалку ризична да се деси нешто, не дај Боже, кобно. Значи, вие во 24 часа, ако правиме, например, муабет за 2500 км за 24 часа. Тоа е така наречен Ben Burn Gold подвиг, 2500 км за максимум 24 часа. И сега вие, ако сте добар менаџер, во тие 24 часа секако, врз основа на одреден рейндж на моторот, на резерварот и така натаму, ако добро менаџирате, вас ви останува 2 до 2,5 часа. Заработени, джокер, каде што можеш да одмориш. Твое потполно право е како ќе ги искористиш. Можеш да застанеш, можеш да искористиш и 3-3,5 часа. Мене ми се отворили некогаш и 3 часа и 40 минути. Никогаш не сум ги искористил во 24-ките. Значи, возиш побрзо на почеток, може би сега ја предоставам. Да, има точно определени и за брзината има точно определени како се и тоа како се докажува и така натаму. Меѓутоа генерално има некаде околу 2,5 до 3 часа каде што ти можеш да застанеш меѓу 15 и 18 час, не знам, да дремнеш 2-3 сати во мотел. Значи или на пумпа и така натаму. Генерално јас ги пошто веќе ајде тоа е на некој начин и со искуство и колку повеќе подвизи толку сте поискусен. Ја на пример возам 24 часа и тие сати што ќе ми останат 2,5-3, ја ги возам во километри. И наместо 2500 поминувам 2700-2750 и тоа ви носат на поинаков начин поени на таа листа. Добра, проблемот со заморот како го решаваш тоа? Во 24 до сега искрено не сум имал.
Мене најголемите кризи меѓу кои оној вториот момент што го кажав како криза ме фаќале меѓу 35 и 40 час. Каде што сум морал да интервенирам со подолги паузи, со power naps така наречени, значи 40 минути, 50 минути, час, каде што едноставно мора да затворите очи, или ако сметам дека можам во наредните 200, 500, 800 километри да го исконтролирам тој момент, тогаш правам поголеми освежувања со, не знам, power барови, со електролити, со мултивитамини и така натаму, кои што знаат многу да помогнат, меѓутоа не се клучни. И покрај тоа вие можете повторно да искризирате, и ако повтор пат веќе ви се случи да влезете во таа криза, паркирај се. Која е најголемата далечина која што си ја извозил? Па ја бев решен, тоа се случи јануари оваа година, 2025, тоа беа 5000 километри за под 43 часа. Чисто време беа 39 часа, 4858 километри, влегов како пети, според официјалната статистика на Ironbat Асоциацијата на Европа со седиште во Бенелукс. Пред мен имаше четворица, почнувајќи од 98 година, значи заклучно со февруари 2025, од преку 3000 неуспешни обиди. Зборам за таа BBG 3000 ја викаат. Целта всушност ми беше, јас тргнав по така наречената, па една од најсуровите, таа е трифекта. Во Европа нема ни еден, тоа значи 7200 километри за под 72 часа. Меѓутоа во цел свет се 24, сите се на америчко тло. Добро. Затоа што Европа сама по себе е многу специфична, особено кога делувате од земја која што е во неевропска унија. Зошто? Затоа што во сите тие моменти сум имал прилики каде што едноставно поменувате граници, бирократски момент. Не мора да значи дека нешто на вас ќе ви се деси, ќе застанете, ќе изгубите време. Доволно е 2-3 коли пред вас, секогаш наидувам на разбирање, ме пуштат и така натаму, меѓутоа е граница. Да. Додека во Америка ви имате coast to coast, идење, враќање, вие веќе имате 80% почетна предност и тоа добра. Така што моментот на тоа не успеа не поради граници, не успеа поради лоши временски услови. Сите тие 4,5 па можеби 5 часа беа што ги заработи во тие 4900 километри, мене ми пропадна за помалку од 300 километри. Се движев со 40-50 километри на час. Да. Магла 2-3 пати имав неубави ситуации према бетонски ѕид, се навикнувате на нешто што вие не гледате, отворен визир, спуштен визир од моторот, меѓутоа тоа можете пола саат. Не можете после 5000 километри вие да терате уште 2,5 во такви услови. Мислам и најспремен да сте, нема шанси, тоа остана таму, меѓутоа јас искрено не знаев дека само на четворица им успеало. Не ги знам точниот број на обиди за трифекта во Европа, сигурно ги има. Меѓутоа до сега во ИБА Бенелукс од тие 3000 луѓе што се со барем почетен подвиг од 1600 километри воведен, нема ниту една трифекта. Која релација беше? Јас возев 2 пати за да имам што е помал број на граници. Добро. Влегов во Србија и возев со Хоргош горе 2 пати, тоа се 2400 километри. После тие 2400 километри ми беше целта уште 5000 да поминам само во Грција. Па поминав низ Македонија, отидов надоле према Атина Патра, па се погоди во рок од 24 часа да има штрајкови, земјоделци штрајкуваа, па целата рута ми се скрати, не можев ни до Атина да стигнам, па возев на појас 6 пати, по, како му доаѓа таму, 450 километри беше круг 480 Ламија, Солун, Ламија. Еднаш се качев до Александрополис и таму имаше најава дека ќе блокираат главен автопат и се вие саат-два, тоа нема Божја сила што ќе ве пушти. Не можете ни да објасните што правите, пошто ќе ве направа дека сте ненормален. Извини, дечка, што со тебе. Да, ама не е нешто уред и така да циркулира во тој дел, веројатно психички тоа ме умори, меѓутоа најмалку што очекував дека ќе ме фати магла во Грчка во тој период, во тој дел. Таа беше некоја најава каде што немаше, меѓутоа јануари, февруари се менува брзо. Рутата сам ја бираш? Сам. И во тој случај ја најавив, меѓутоа во моментот вие секогаш имате Б варијанта, С варијанта, еве од овакви причини, имате потполно право да менувате кога сакате и како сакате, без да најавите. Вие најавувате, може да кажам дека ќе одам, не знам, за Шпанија ќе ја возам, а они во процесот на сертифицирање да видат координати од, не знам, Италија или горе од некој те праша зошто не зошто и се објасни, гледаат. Кога вие веќе сте најавиле каде возите, оние имаат тотален преглед на временската прогноза и знаат, сега има една, тоа е спот вала се вика. Те следат? Има, последниот, за таа конкретно имав лайф трекинг од нивна страна. Ја застанете повеќе од планирано време, дури имате и момент на тој спот вала е направено, кај нас се уште малку се користи, зборам на европско тло,
Во Америка и процесот на сертифицирање го леснува, меѓутоа и вас ви олеснува многу во начинот на читање на временската прогноза. Јас го немам тој момент затоа што се уште сме со 4G мрежи, колку да имате вие отворен интернет низ европски земји. Гледам да бидам се уште на оној old school метод со сметки, кој што нормално е примарен и маст, значи без тоа што и да имате џабе, тоа ви го бараат секако. Меѓутоа, доколку направам некој момент на апгрейд, да, би ми било и на мене по психолошки полесно. Од тој момент така да ќе знаеш дека сепак некој како да некој те следи каде си што си. Те следи. Освен тоа што нели, ајде да кажам, па и на фамилија веќе не си интересен на 2-3 сати да пишуваш дека се дома, ама ако те снема 7-8 сати пишуваат. Тоа е проблем, да. Да. Така што тоа е тој момент и едноставно нема за функционирање на рути правило нема. Моментот на промена на рутата главно се случува поради временска неприлика. Кажи ми, спомена фамилија, како фамилијата се справува со овие твои авантури? Па тоа е, имам огромно разбирање, че не смеам да се пожалам, затоа што ако се пожалам, навистина грев ќе ме фати. Некако и се гради доверба, значи на почетокот е чудно, видете, да не се лажеме, секој нешто ќе му кажете, ти не си нормален, ти си лут и така натаму. Јас секогаш ќе кажам, за да правиш нешто што е не секојдневно, треба да си некаков одредена доза на ексцентрик. Значи, ако си во комфорт зона, не можеш да го направиш. Не зборам за ова, еви за спорт да збориме и така натаму, што и да е, уметност, не знам, што и да е, мора во нешто ако навлезеш сериозно каде што треба да се без ризик нема профит, мислам. Нема, едноставно нема и веројатно тоа е нешто што низ годините и моите родители и фамилијата и сопругата, малата се уште мала, меѓутоа некако ме научиле, се направило некоја доверба меѓусебна и не дека нема резерва, секогаш има резерва и страв, ја имам. Значи јас не можам да им објаснам ни дека кога патувам, мислам повеќе, тоа сум 100% убеден, отколку они што мислат. Пошто знам што све може да се случи, а и знам какви се ситуации сум имал. А ти немаш и друга, немаш ни избор некој? Немам. Знам на што сум, не сакам ни да коментирам на што се сум наишол, останува некоја моја длабока тајна што веројатно секојаш ќе ја носам со себе. Имало ситуации каде што се навистина лоши и знам како би било доколку не дај Боже се случи нешто. Има врска изборот на мотор што возиш? Па има. Има, јас генерално, мада и тоа е многу релативно, сите луѓе кај нас, јас пак ќе ги кажам, тоа се моторџи кои што поседуваат мотор, но не се вистински моторџи, они мислат дека моторот е примарен. Еден од посуровите подвизи го направив и не го направив, него тоа е податок кој што сум единствен во таа ИБА Бенелук што е направен со мотор со само 15 литри резервар, со некет мотор. Значи тоа значи повеќе помал рендж, повеќе дотур и секој дотур колку е почест вие толку повеќе губите време. За така да моторот е релативен, олеснува многу. Значи колку има поголем резервар, колку има поголем рендж и така натаму, колку е покомотен, комфорен, заштитен сте од ветер и така натаму, помага во одредени кризни моменти, особено во овие екстремни подвизи. Меѓутоа за оние вовен 1000, 1600 километри, ја мислам дека да седнам со 125 скутер ќе ги направам на регионален пат, не на автопат. Така да тоа се повеќе моменти на, па ја би рекол на барање на како да кажам, ајде, екскјузис во смисла дека оправдувања за да ете зошто не можам затоа што моторот и така натаму. Бидејќи има навистина, има луѓе што не ни кажуваат, а пробуваат, не зборам кај нас се уште нема. Меѓутоа знам неколку ситуации кои што пробале со добри мотори, не успеале, едноставно не се успеал, тоа е тоа, ќе имаш нареден пат прилика, а главната вина се префрлува на моторот. Моторот е некоја четврта, пета карика. А олеснување, да, например, тоа што го направив ова 5000-дарка, направив со еден мотор кој што е поим за крузер, тоа е BMW K1600, можам да кажам дека многу олеснува, меѓутоа моментот каде што сум дошол на немок од временски услови, каков и да сум има мотор, ќе било исто. Така да тоа е многу релативно. Сега моментално возам мотор кој што за мене е исто, безпрекорен, преквалитетен и така натаму, ги има сите тие моменти на подолг рендж, се што е потребно да одиш во таа насока, да. Добра, сам си го обезбедуваш или имаш спонзор позади себе? Немам спонзор, јас себе од 2025-та, да, така беше на почеток на година, морам јавно ќе се заблагодарам, позади мене во мотоопрема застана мотосторот на мотомаркетот на Максима, кој што ми со огромна помош, не само за мотоопрема, гуми и така натаму и сето тоа. И веќе за 2026 има благодарност и да тој човек сака секогаш да е анонимен,
преку компанија која што функционира како глобална логистика и поддршка, и моабетот беше да направиме една соработка и приказна која што ќе вроди со плод и ќе биде за уште подобри подвизи, да ставиме баш онака некаков почеток на соработки. Се надевам дека тоа 2026 навистина многу ќе ми олесни, а инаку се што ова до сега е направено на тој мој профил според кодот кој што го имате таму, има име и презиме, меѓутоа има сертификатот код кој што е ваша ознака, ваша значка, сум направил сам. Искрено, и тоа е кажи ми, ке други, како кажем, надпреварувачи? Така, тоа е надпревар. Тоа е возење мотор на друг левел. Да. Стојат тимови? Стојат. Значи, еве, најмногу кај американците. Значи, секој нешто тренал сам, генерално тренуваат сите сами. Значи, тоа е неспорно. Вие за да дојдете до момент да го објасните ова, мене, еве, конкретно ситуацијата кога ми луѓе кои што ми направиле мобет, Столе вика да не те знам, јас стварно ќе мислам дека лажеш, пошто некои работи се нереални. И не можеш на луѓе да објасниш дека тоа е така се до момент дека не видат тоа вистински како функционира. Почнуваат, па во најголем број случаите сите сами. Меѓутоа проблемот во другите земји кога вие насочувате нешто кое што се гледа дека е екстрема, се подвизи, тоа е исто на пример како да кажувате планински врвови, така натаму. Таму системот функционира, системите во тие држави функционираат на друг начин. И сите, помалку или повеќе, со многу помали, да кажам, моменти на резултати кои што имаат направено, имаат страшна логистичка поддршка. И е огромен ветер во грб. Не само финансиски, него и од технички аспект. Вие да не мислите на сервис на мотор. Еден возач добива мотор, добива сервис, добива во сите тие што се овие што ги кажувам екстремни подвизи, тоа се се на се верувајте едно 200-300 луѓе во цел свет. Нема повеќе од 200-300 луѓе. Тие се обезбедени во 90% случаите. И да дојде момент да го купи моторот сам, он нема буквално никакво евро или долар трошок во целото оно што го следува во таа година. Дури има соработки каде што се даваат мотори, каде што луѓето од тоа буквално живеат. Се уште сме далеку од тоа, не ми е тоа нели некоја главна цел. Меѓутоа, мислам дека може да се направи како што беше пред 20 години во триатлонот некое пионерско пробивање, па ете сега станаат тие спортови нели тренд. Па повторно си пионер. Па да, секогаш некако најтешкиот пат оди пионерски, меѓутоа мене ми е тоа предизвик. Предизвик ми е, мислам дека се додека здравје ме служи не би застанал во оваа насока. А кажи ми која е твојата крајна цел? Па веќе на прак ми е така наречен, имам бронзен и сребрен, тоа се нарекува майл литер или уште ждерач на милји. На прак ми се уште 4-5 вожни да стигнам до златен. После тоа се наредни 40, односно до 40 вожња е така наречена платинум, па до 60 вожња е титаниум, до 100 сакам да стигнам, тоа е дајмонд. И тоа се многу ретки во моментално на европски континент. Се 7 луѓе, мислам дека се 3 или 4 финци, 2 германци и 1 холандјанец. Нема држите точно. Што значи тоа све преведено на? Сега, што значат тие 100 сертифицирани вожњи? Колку се зголемува бројот на сертифицирани вожњи, толку е потребен да имате одреден сооднос од така наречени златна, голд или инсенити левел на подвиг. Или лут подвиг. Што значи тоа? За златниот, на 20 сертифицирани вожњи треба да ви се 5, значи 25%, или да бидат од голд ниво, или да бидат од инсенити ниво. Јас веќе имам 15, мене ми се 8 од голд и инсенити, така да можам да кажам мирени за титаниумот, за платинумот. Сертифицирате, вие одлучувате во текот на година, тоа може да биде во една година, може да биде во 5, може да биде во 10, меѓутоа да не се лажеме, дојдете вие до 100 сертифицирани вожњи, вас ви се потребни минимум 7 до 8 години. И сега, како расте бројот, за 40 вие треба да имате 10 голд инсенити, за 60 треба да имате 15 и за 100 за да дојдете до тој дајмонд, треба да имате 25 голд или инсенити левел на сертификација, кој што е процес кој што велам ќе трае сигурно 5, 6, 7 години во зависност од тоа колку ќе биде и мојот влог во таа насока. Добро. Сега кога ќе дојдам до 100, ако се уште можам, има уште два моменти, тоа се така наречени блек и графит. Блек има само 20 луѓе во цел свет кои што стигнале. Тоа се 150 сертифицирани вожњи со преку пола милион километри и графит на пат се тројца. Сите се на америчкото тло, нема ниту еден моментално, се очекува некаде за година, 2-3, тоа се луѓе каде што
Најмладиот е 58 години, најстариот 64. Тој буквално цел живот возење под таа закрила со цели тие докази, методи и така натаму. И ќе видиме дали ќе дојде некој до тој графит. Јас познавајќи ги луѓето кои што ги пратам, мислам дека за година-две би стигнале до таа 200-ка. И после влегуваш во легенди веќе. И после тоа на тоа нема. На тоа реално во овој момент можеби нешто ќе измени, не верувам, затоа што е нереално се коси со животниот век. Добро, што можеш од ова? Можеш многу, меѓутоа дали има интересенти во Македонија на кои што би можел тоа искуство да им го пренесе? Јас веќе имав пред 2 месеци и целта ми е во 2026 година во септември месец да направам, веќе ми се пријавија 10 луѓе. Целта ми е да го промовирам цело во ова и да има што е можно повеќе македонци на таа листа кои што направиле барем да влезат во семејството на Iron Battle со некоја цел. И целта ми беше тие 1000 мили што се нели маст воведни да се направат, да ги направиме 1600-1700 километри низ Македонија. Тоа да биде некаде септември месец каде што временските услови се уште дозволуваат, денот е голем, ноќите не се премногу студени, нема за. Да, тоа мора да биде кружно. И групно? И пак групно, до сега ми се пријавени 8 луѓе, сакам да го изреализирам, физички само не зависи од мене, има неколку услови кои што треба да се запазат, ќе видам како ќе биде во текот на овие 3-4 месеци логистички, иако секој вози сам за себе, меѓутоа како човек што го иницира тоа, сакам да бидат некои други моменти главно безбедносни запазени. И некаде април месец би било дефинирано некоја слика, точни точки на делување, точни пумпи на дотур и така натаму, и сето тоа ќе биде дефинирано врз основа на учесникот кој што ќе има мотор со најмал рейндж. Кажи ми, тоа е било кружно из Македонија, предпоставувам. Па тоа се 4 точки да ја помине до Македонија. 2 круга, 3 круга отприлика. 2 цели со третиот каде што веројатно ако има недостаток на време во тие 24 часа, мада мислам дека нема да има такво нешто, бидејќи сите тие луѓе што веќе ми на некој начин ајде потврдија, знам дека се луѓе што возат, што може да го издржат сето тоа, меѓутоа како некој бекап чувам на страна 400 километри да се возат строго на автопат. За да се добие на време и да се добие на километри. Кажи ми, се тоа чини? Освен време, нерви, така емоции, што се вели, чини и пари. Чини поприлично доста пари. Има ли некој што стои сега позадите во таа? Она што го напоменав, моментално јас сум буквално со исклучок на тие 2 моменти кои што ги кажав пред малку, но тоа е до 2025, а претходно бев 100% селфан. Значи се што правев сам. Тешко е да изменаџираш, да, работиш, ке заработиш, жртвуваш и така натаму, нормално да има за фамилија, да има за сето ова, користам привилегии кај мотосервиси кои што навистина ми излегуваат во престрет. Морам во последно време да ги пофалам и мотогруп сервис на Триумф, кои што се грижат за мојот мотор. Сето тоа олеснува, меѓутоа пак ќе кажам, главниот момент е селфанд и се додека нема некој момент на стварно сериозен финансер, сето ова не дека е невозможно, возможно, меѓутоа ќе се пролонгира 1:2, 1:3, дури 1:4 во временски интервали, затоа што финансиите знаат да бидат клучни. Вие да припремите мотор за 7, за 10, за 15.000 километри, најскромно со сите привилегии да го користите, се знае колку чини. Сега вие рачунете дека такви имате 5, 6, 7 подвизи во годината. Во годината. Испод 2-4 евра, предпоставам, не е возење? Па, со процес на сертифицирање, ајде овие 2.500 дарки некаде, пак ќе кажам, со користење на привилегии 1000-1500 евра. Скромно, да. За некоја, да кажам, навистина посебна љубов. Тоа се пута 4-5 траки, 4-5 вожњи, да, 4-5 вожњи од тега, тоа се некои 10-15-20 евра. Сигурно. Пак ќе кажам најскромно со користење на привилегии за кои што сум благодарен. Инаку кошта многу повише. Добро, е Министерство за спорт може да вредите тука? Знаете како Министерство за спорт? Не, подвизи генерално виде, значи ова е веќе да кажам спортско возење на мотор, конкретно во овие 4-5 екстреми, иако таму има моменти на подвизи каде што буквално имате засечив куст и многу поедноставни. Меѓутоа пак ќе кажам, глобално со 85.000 луѓе, вие само во Македонија имате 80, 100.000, 200.000 моторџии, ако можам да ги наречам моторџии, а вака во цел свет на 7 континенти имате
85.000, што е екстремно мал број на луѓе кои што дури направиле само воведен подвиг. Така да Министерството за спорт во таа насока тие што треба да помагаат, не па во нешто што е подвиг и така натаму, не ни очекувам, меѓутоа моментот на борба сам со себе, мислам дека сето она што низ годиниве си го направил, сепак има кај нас луѓе кои што некои работи малце ги гледаат на поинаков начин во позитивна смисла. Добро, као за пионерски овој чекари, нека има и такви луѓе кои што ете помагаат со логистика, како да е содржување мотори и слични работи. Па можеби утре ќе се најде некој што ќе препознае целата оваа работа и кој што ќе во друга насока. Да. Кој што ќе рече Стојан возит и јас стојам финансиски позит тебе, не си крај. Тоа би било. Тоа е веќе вин-вин. Тоа е веќе вин-вин. Тогаш веќе нема невозможно. Верувајте, тогаш веќе нема невозможни работи. А кажи ми, те прашав кога беше најголемата далечина? Да, таа беше зборам од овие сертифицирани, јас уствари го направив. Не зборуваме за Хоргош и назад. Не, да, тоа беше по Нордкап го спомнав, така Норвешка, јас се одлучив 2 години го пролонгирав, немаше како да го изреализирам на начин на кој што јас сакав да го изреализирам. Тоа беше да го извозам Скопје до Нордкап и назад, таа е најсеверна точка која што се наоѓа во Норвешка, за под 144 часа и при тоа да го сертифицирам. Да добијам што е можно повеќе, да кажам ајде со еден удар неколку муви да фатам, така и беше. 8.500 километри, 8.493 километри ги поминав за 133 часа вкупно време. Значи тука се гранични поминувања, возење со траекти, време кое што вас ви тече, а километрите не се рачунаат. И на крај десерт од 2.500 километри излегување од Талин па се до 200 километри пред Скопје до Ниш. Тоа беше нереално врнење од дожд, кој што ми ги отежна условите да покрием уште еден подвиг кој што ми избега во некои 2 до 3 часа, не бев моќен затоа што ризикот беше голем. Тоа ми е некоја најдалечна точка која што сум бил во толку краток временски интервал, многу специфична, особено што сите што возат мотор знаат дека Скандинавија, Шведска, Финска, Норвешка се екстремно строги во пречекарување на брзини, може да се вратите и без мотор, може моторот да ви заврши буквално под преса. Да. Се многу строги, така да тоа е показ за едно екстремно добро менаџирање на време, возење, одмор, дотур на гориво, храна, која што е клучна, каде што јас во тие 133 часа изгубив во седење, нели кога кажеш седиш, возиш мотор, изгубив 3 килограми. И преку 16.000 калории, да. А кажи ми, во текот на емисија спомена и нешто во врска со брзината. Да, ограничена, не значи ограничена е. Знаете како, они го гледаат вкупното време и сега вие реално 2.500 километри може да извозите и за, не знам, за 15 часа. Сега зборам пластично. Во старт вас самиот момент кога они ќе го видат првиот момент на старт кој што е фискална сметка до финиш, кој што исто така е фискална сметка. Одма го прават просекот и автоматски ви отрнуваат целата документација и ви образложуваат зошто. Генерално најидеална патна брзина за да вие имате, некои луѓе мислеме ќе возиш побрзо ќе стигнеш. Не, секој возење на побрзо, стискање на газ. Ќе те прекинам. Значи кога реков на почеток возиш побрзо да фатиш повеќе време за одмор можеби. Да, меѓутоа ја зголемувате потрошувачката на гориво и пак дотирот на гориво побрзо ви доаѓа. И вие кога возите побрзо, например, некој ќе па вози 180-200, да, јас ќе возам 180-200 на ризик и ќе држам патна брзина од 180-200 км на час, меѓутоа во 200 км на час моторот ќе троши 8-9 литри. И наместо да застанам на 300 км, ќе застанам на 200 км. И моментот на дотур на гориво и целата таа процедура, вие нешто не сте направил, сте добил, него напротив си изгубил. И затоа некој идеала мене на борт ми е па и безбедносно од полиција. Пошто вие ако ве застане полиција, вие не можете да кажете, ама ја правам подвиг, не интересува. Тоа проблем е, тоа не може да му објасниш што правиш. Да. Втори да му објасниш, ти загрозуваш сообраќај. Така да најидеално сум 150 до 160, тоа е минус некои 5 до 7 км на час во однос на радар или на GPS, пошто автоматски го имам прикачено GPS-от, и да ме застане полиција со 150 и да те казнува на лице место, немаш потреба ти судови, големи казни и така натаму, а најчесто до сега не ми се случило, меѓутоа и на 150 да застане, генерално поминувате со опомена. Мада мотори реално не застануваат ако се направи, не знам сега каков прекршок да збришате со 250-300, како што многу луѓе мислат, па ќе поминам јас за 15 сати. Тоа е до просечна возење
150 до 160 патна брзина и реално е да кажам, оптимална и во однос на ренч на моторот, каде што не ја зголемувате екстремната потрошувачка, джвакате релативно брзо километри, сте финансиски, полициски безбедно, значи од казни, и имате некоја, да кажам, НЗС добитна комбинација. И така се прават најголемите саати, кои што може да ги користите во одмор. Добро, има рути каде што имаш успони, спуштања. Тоа е една друга точка, сега ги правев тие последните 3, го возев Гросглокнер, возев низ Германија и Трансфарагашан, тоа се превои, сега последниот Дурмитор, каде што секое возење на превој е многу специфично, затоа што брзината нормално е многу помала, не може да возите 150, 160, возите превој 50, 60, 80, 90. А потрошувачката е поголема? Потрошувачката е поголема, леснителната околност е што ви имате екстремен ренж, да не речам го вадите максимумот на моторот во домет. Добро. Меѓутоа губите сепак километри, затоа што тоа се локални и регионални патишта. Сертифицирањето е исто, меѓутоа тежината и начинот на кој што таа комисија го гледа тоа добива на огромна тежина. Во смисла на тие така наречени беџови кои што се како во војска што имали, како што има во авиација, во наутика и така натаму, има нешто кое што се заработува. И сега вие кога сте заработиле беџ, сте сертифицирале на пример така наречен Седелсор 2000 километри, а сте го возеле Трансфарагашан или сте го возеле не знам кој Гросглокнер, вие тоа што го стоите тука како беџ, тоа е едноставно почит како некаков чин. Така функционира во тој свет и добива на една поинаква тежина. И мене често кога ми кажат, имаш нешто фазла да ми дадеш еден таков, викам и да имам, не ти давам. Се заработува. Така да таа произлегува таа наутика од тоа воено-милитари, бидејќи пак ќе кажам базата Америка, американците во таа насока премногу си се ценат и функционираат и стигнале 50 години во оваа организација токму поради тој круг на правила. Си на прилика да се сретеш со твои колеги од други земји? Сум имал од околните Игор Кукерс Брмби, значи исто човек кој што има неколку подвизи направено во оваа насока, дури мислам дека еден од првите на Балканот кој што ги има направено во ведните подвизи, и тој така наречениот Седелсор Гол 3200 км за минимум 3200 км за под 36 часа, и не сакајќи прв пат после 5-6 години ние се најдовме буквално на Нордкап. Значи без никаква најава, без никаква комуникација, само видов два мотора со Дами Радешич, едниот беше со пулски таблици, на Брмби Honda Африка со загребски, ми падна чудно, викам нема кој да е друг, познавајќи што слики што го пратам. Човекот беше да купува некои такви ситници од таа најсеверна точка, има таму еден музеј. Почекав 10-15 минути, направивме муавет, прв пат се запознавме лично на најсеверна точка и сега сме во една комуникација. Да, човек за кој што има многу високо мислење. Има неколку други, Србија, Хрватска, има неколку Грци, меѓутоа пак ќе кажам бројот на сертифицирани километри со тие екстремни подвизи на Балканот и ете тие 4-5 што се во Европа, до сега сум единствен и се надевам дека сето она што е план во наредниве 5 до 8 години, дај Боже се да биде како што треба, ќе биде и во Европа. Значи Стојан Поповски единствено во Македонија, пети во Европа. Па така некако ќе му дојде. Така некако ќе му дојде. За сега така ќе дојде. Кој вели дека нема македонци? Нема, не има. Можеби сме малку, ама добро сме распределени. Секаде нема. Значи ова е чиста математика. Да, тоа е тоа, математика. Чиста математика. 2 и 2, нема лага, нема, се е толку конкретно за сите исто. Пак ќе кажам, временските услови се тие што може да одвратат. И мене за таа пета јадарка 4 пати ме одвраќа. Ја имав 3, па од четврта излезе и пак не успев да дојдам до таа така наречена трифекта, токму поради временските неприлики. Сега ќе чекам 26 јуни, јули, август. Кога да ја чекуваме? Па 26-та сигурно. Ќе имам обид некаде после мај, ќе чекам да поминат и тие утрински критични часови, затоа што јас сум научен да возам и по магли, и по дожд, и по лоши временски услови, меѓутоа е директно губење на време, екстремна концентрација, многу зголемен ризик, губење на енергија и ќе чекам некои долги денови, кратки ноќи. Така да јуни, јули, август. Долго време ми требаше те најдам. Не можев затоа што навистина не бев тука и кога се слушнавме првиот пат кога се слушнавме, како беше за четврток, реков наредните 2 четвртоци кажав дека нема да бидам тука.
20 години ми требаше тајон. Едно месец два ми требаше да те донесам во студио. Сега ќе те следиме, сега сме во постојана комуникација, ќе те Трнлив следиме. пат, сега ќе се следиме, нема Ќе проблем. те следиме и веднаш после Обавезно, обавезно. ќе бидеш оде или претходно. Имам претходно неколку, 3-4 имам претходно неколку, секако ќе и комуникација имаме и на социјалните мрежи, нема никаков проблем, ќе направиме повтори некоја емисија. И ќе ја најавиме и ќе ја Задоволство. Стара школа. верифицираме стара школа. Стара школа. Како и да. Али малку ми отиде времето со Брзо. со моторите како да сме на мотори, јас докај си со триатлонот, кажи. Со триатлонот го терам. Речи дека не си го откажа воопшто. Не, нема ни да го откажам затоа што многу ми помага во оваа насока на две тркала. Гледам да имам барем по 1, 2, 3 старта годишно, каде што тие 7-8 месеци припрема, пак ќе кажам, психофизички ми помагаат во возењето на овие подвизи. Сега на 6 септември имав еден одличен старт и покрај една голгота баш со моторот што ја поминав. Завршив пети од 134 триатлонци од 24 земји во Хрватска на Дуги оток. Во олимписки триатлон, после подолго време олимписки триатлон од 2017 на вистина екстремно тешка стаза со многу елевација и во делот на возењето, во делот на трчањето 70% од преварачите можам да кажам дека одеа. Завршив нешто можеби од без со сето она што се случи претходно, тргнав со моторот, дојдов на островот со кола поради дефект на мотор, меѓутоа И заврши со точак. И завршив со точак и со трчање, да. Па се вратив со кола, па си го земав моторот. Така што се уште гледам да бидам максимално активен и надпреварувачки, не активен само физички, надпреварувачки затоа што цело она што своја, пак ќе кажам, 6-та година живеат во мене кога ќе дојдете на таа стартна линија, ми прави момент да поинаку ми е целиот тренажен процес. Едно е да тренираш за себе, а друго е да тренираш да стартуваш затоа што знаеш дека има батки кои што нели ќе те стават во зап ако не си спремен или ќе се откажеш или ќе свиткаш опаш и нема да завршиш трка и тоа ме држи во еден, да кажам, таков екстремен Што е ритам. потешко, Стојан? Триатлонот или моторот? Претпоставувам дека се има своја се има своја тежина, вамо е триатлонот е психа и физико, значи тоа е еден од најтешките спортови, неспорно. Овдека нема толку физички дел, има, самото седење на мотор е кор. Има. Поготово што вие нонстап се борите со ветар, има психа, би рекол, па ако не дури и повише од оваа што е во триатлонот, меѓутоа двои затоа што ризикот е голем. На триатлон не дека не може да се случи и кобно се гине, меѓутоа овдека да падне глава на резервар треба стотинка. Така да би го вброил во тој момент на конечниот или краен ризик, ова возење на долги моменти екстремно, затоа што сепак вие тоа што го правите, не го правите на стаза во затворен круг, него го правите на јавен пат, каде што има 1001 фактор кој што не зависат нити до вас, нити до моторот. Доволно едно камче или маче куче не да може да претрчи толку. Добро, нема да прашам за задоволството, бидејќи огромно, и едното и другото ти представува задоволство. Дали си сега кога стартуваш во триатлон, дали си порелаксиран некако? Отколку пред 15 Интересен момент, многу порелаксиран затоа што не го чувствувам тој притисок, а се уште правам заклучно со 2024 направив и најдобар македонски резултат на така наречената Half Ironman, 4 часа и 9 минути, 1:9 пливање, 90 км возење точак и 21 км трчање на најрелаксиран можен начин, буквално без никаков притисок. 21 км трчање, да. Значи 1,9 пливање, 90 км возење точак и 21 км трчање, 4 часа и 9 минути, завршив 20 од 279 триатлонци. Јас таму отидов, не дека не бев спремен, значи не може да не си спремен. Тренирав 8 месеци се спремав, меѓутоа отидов на своја 40-та година на најрелаксиран можен начин, буквално како турист. И направив, значи тоа е тој момент со оној кога ние сме во тој бубањ 10 старта, 15 старта, 20 старта, ваква норма европско, светско. Знаеш дека за Олимпијада си далеку, а имаш одредени шанси, иницијални каписи, особено повраќањето од Америка, барем за некоја валдкарта која што никогаш не би ја ни прифатил. Меѓутоа, притисокот не дека не сум имал добри резултати, сум имал резултати кои што се уште луѓе не може да ги подобрат, за жал. Колку е успех, толку е и парадокс. Особено во време каде што гласи за спорт кој што е еден од светските најбрзо растечки спортови. Да. Така што колку си порелаксиран, ако си спремен, мислам дека е добитна комбинација. Друг, како треба да се спремиш
за овие три надпревар, мислам три една по друга, нели, дисциплини, а особено за на 20.000 километри велиш трчање. 20 километри трчање. 20 километри трчање. Да, десертот е секојаш трчањето. Значи најголемите проблеми кои што психофизички може да ви наштета за време на трка, особено ако немате навремен нутриционистички внес во делот од возењето, затоа што долгите триатлон, пак ќе кажам, има четврти спорт, кој што многу луѓе го занемаруваат, а четвртиот спорт е храната. Нутриционистичкиот дел кој што значи особено во делот на возењето кој што трпи храна, навремен внес, електролити, протеини и така натаму, кои што ви олеснуваат во делот на трчањето, односно ви ги пролонгираат, да кажам, ајде маките. И бидејќи на трчање вие можете да земете Power Gel, тоа е тоа, Coca-Cola да ве врати нешто моментално и тоа е тоа, меѓутоа вие не можете да џвакате Power Bar, не можете да џвакате, значи нешто што можете да го направите на точак кога некое затише. Така што психолошкиот момент и десертот и секогаш како моја најслаба страна, која што уште од почетокот била трчањето, иако дошла до одреден ниво, па и на Балканот, каде што можам да кажам дека се свела на минимум, секогаш најголемите кризи, па и откажување сум ги имал во делот во трчањето, освен ако немало технички проблем на возењето. Те прашувам заради тоа што не е исто тренинг за пливање, велосипедизам, тоа се три различни вида тренинзи. Различни вида тренинзи треба да ги правите буквално како да функционирате во еден спорт. Ја триатлонот е три спорта точно, меѓутоа јас го гледам како еден спорт. Значи вие мора да сте максимално спремен, да сте сегде компетитивен, а да го правите како еден. До кога? И тоа е таа екстремната тежина. До кога со триатлонот? Па не. Ајде рековме ваму години нема. Ваму нема години, до 100 години. Надпреварувачки, па не знам, ја мислам дека можам психофизички би го терал во рамките на можностите и триатлонот надпреварувачки, пак ќе кажам, редуцирано. Веројатно уште 2, 3, 4 години би терал до некоја своја 45-та година, а после би го терал како тренинг за себе, затоа што би ми било од огромна помош во оваа насока. А добро, заинтересирани за триатлон има ли во Македонија? Има. Значи, морам да кажам дека таа глобална достапност што направи како најбрз светски растечки спорт, отвори нови клубови во Македонија. Добро. Отвори нови клубови во Македонија, не само во Скопје, туку и дисперзирани, Струга, Радовиш, покрај Скопје како некоја база, да кажам. Има дечиња, патот е многу трнлив. Значи, кај нас има таленти, меѓутоа генералната слика во македонскиот спорт, во овој спорт зборам, 17, 18, 19, 20 години или се откажуваат поради факултет, или поради, не знам, работа, или поради заситеност. И е многу тешко да обстоите на 25, на 30, на 35. И најголемите проблеми што немаме некој репер да одговори на интернационално ниво, е токму тој проблем. Порано се вадевме системски и финансиски, сега тоа не е. Се уште се вадиме, меѓутоа тоа не е. Стојан, емисијата ни заврши и јас мора да завршам овој разговор. Меѓутоа нека биде како вовед за следните емисии ќе имаме во предвид. Веќе се договоривме пред заминување на некое возење или пред некоја триатлон трка на контакт секако. Ќе ми бидеш повторно гост. Благодарам уште еднаш и се гледаме во некоја наредна прилика. Ти благодарам и јас. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата, се гледаме по 7 дена.